Здраво дечки, јас сум Стефан и добре дојдовте назад на мојот канал. Денеска, како што можете да видите по насловот на ова видео, ќе читам смешни случки, работи кои сте ги правеле додека сте месечареле. Јас нема месечарено, барем така ми имаат кажано дека нема месечарено, но познавам луѓе кои месечареле. Ставив на стори на Instagram такво question box да ми кажувате смешни случки додека сте месечареле. Ако сакате да учествувате во некое народно видео, следете ме на Instagram, бидејќи таму сум многу активен за видеава. Ајде да видиме што сте правеле додека сте месечарели. Сум одела по соба и сум викала спасете ги жените. Траума од Handmaid's Tale. Многу е чудно да спиеш и само слушаш некој ти се дере спасете ги жените. Следното нешто е. На одмор со моите родители кога бев не знаеа дека пушам цигари. При месечарење сум викал каде се. Барем ти помогнало тоа да им кажеш дека пушиш цигари, не знам. Не знам ни што го поттикнува месечарењево. Многу е чудно, спиеш и наеднаш стануваш, збориш, ти ништо на тоа не се сеќаваш. Следното нешто е, си имам измочано во канта. Дали мислеше дека кантата е веќе школката? Следното нешто го имам слушнато многу луѓе дека го имаат направено, го ставиле јорганот во фрижидер. Прво како, второ зошто? Дали ти плуваш убаво па така на полица го ставаш или згурван цел па по фрижидер. Следната смешна случка додека сте месечареле пред 2 години, летно време месечарев и еднаш ми се деси да излезам на улица по гаѓа. Исто како на плажа, летно време било. Вратата заклучена била, не била. Потоа одиме на пораките. Кога бев мал, многу сум месечарал. Ова е една од тие случки. Сум ги земал сите чаши, чини и сум ги превртал наопаку. Потоа сум почнал да чукам со лажици како да сум некој познат тапанар. Можам да ги замислам твоите родители како стануваат, те гледаат тебе. А дали ги скрши или чудно нешто е ова месечарењево? Потоа имаме да паднав од степеници во ходникот. Јас имам паѓано, да не сум месечарел, јас буден сум паѓал. Следното нешто, додека сум спиела, сум се заклучила во регалот. Следниот ден ме барале на секаде, за малку ќе викнале полиција. Ама брат ми ме нашол, а јас сум спиела врз скебињата. Како си се заклучила? Потоа имаме, сум го земал чеканот за месо чукање и сум го удрил татко ми по глава. Ауч. Потоа можам да замислам што се десило. Татко ти со пелек од чеканот за месо, бидејќи ако зборуваме за истиот чекан, има од една страна боцки, од другата вака линии. Можам да го замислам тука вака негде на главава белек од чеканот, а татко ти спиел или буден бил и ти. Имаме нешто што се случило не многу одамна. Ова се случи пред 2 недели. Сум ги земала патиките и сум ги ставила на перница кај сестра ми, плис анонимно. Сите овие ќе бидат анонимно. Прво, зошто кај сестра ти на перница? Ко второ, зошто патики? Се надам дека биле чисти патиките, па не го разбирам ова месечарењево. И последното нешто за ова видео, не сум месечерал, ама имам зборувано во сон. Сум барал сол и крстена вода за да фаќам духови. Премногу Supernatural гледав. Ова мислам дека мене ќе ми се случи бидејќи премногу гледам Supernatural. Јас немам месечарано, но имам исто така зборувано во сон, имам плачено во сон, не знам зашто сум плачал. Ми имаат кажувано дека, мислам дека ова во кола се случило, сме иделе некаде и јас сум спиел и сум почнал да плачам, бидејќи некоја пештерка ме бркала. Не знам. Па, тоа е тоа за ова видео, дечки. Ако ви се допадна, не заборавајте да оставите лайк. Ако ова видео стигне до, да речеме, 30 лајка, ќе правам парт 2 од ова видео и следете ме на Instagram ако сакате да учествувате во тоа видео. Па, се гледаме во наредното видео. Чао!